Да, се враќаме во студио, почнува Аргумент Плюс. Тука е господинот Максим Димитриевски, председател на ЗНАМ, актуелен градоначалник на Куманово, кандидат за градоначалник на Куманово. Се во едно. Господине Димитриевски, добре дојавте во Аргумент Плюс. Добро ве најдов, поздрав до вас, до гледачите на 24 вести или како вие што ви рекле 3 во 1. Да, 3 во 1. Сакам да појасниме за гледачите. Ќе водиме емисијата со концепција најмногу фокусирана на тоа дека сте председател на ЗНАМ, бидејќи за информација за гледачите ќе имаме една посебна дебата која ќе биде посветена исклучиво на локалните избори во Куманово, каде се разбира исто така ќе бидете поканет, но ништо не е забрането, ќе зборуваме за се. Па еве како генерален вовед, што очекувате од ЗНАМ, како ќе поминете на овие локални избори? Имате ли проекции, имате ли анкети? Здраво е за ЗНАМ како нова политичка партија да земе учество на овие избори. Имаме 53 кандидатски листи за советници, плюс дополнително една листа на кандидати за советници за градот Скопје, сериозни имиња и презимиња познати на македонската јавност, своји луѓе од граѓаните, 2 кандидати за градоначалници, општина Куманово, општина Центар. Очекуваме победа во двете општини со нашите кандидати за градоначалници и дополнително сериозна поддршка за нашите кандидатски листи за советници, што ќе се случи најдобро знаат граѓаните. За нас ова е една контрола како политички субјект кој што е нов година и половина на политичката сцена, каде што ќе видиме каде тоа е позициониран ЗНАМ во очите на граѓаните, инаку она што ние се залагавме, ние го испорачуваме во момент. Да, дел од јавноста може би беше малку изненадена кога излегува информациите после преговорите кои ги водите со ВМРО ДПМН околу бројот на кандидати за градоначалници. Имаше некакви неофицијални информации пред тоа дека ќе добиете 5 или дека вие барате 5, па сте добиле 2, па излегува некои информации дека постои некаква разочараност во ЗНАМ околу тоа, бидејќи сте добиле само 2 кандидати за градоначалници. Точно ли е тоа? Значи, самите преговори беа многу принципијални, немаше условувања, ниту пак имало конкретни барања. Се договориме да направиме испитувања на конкретни имиња и презимиња на потенцијални кандидати за градоначалници, испитувања на јавно мнение во некаде 10 општини во Куманово, освен во Македонија, освен во општина Куманово и во општина Центар. Останатите наши кандидати беа трето позиционирани на тие анкети и по дефолт нашите партнери ги добијат тие општини да имаат своји кандидати. Значи врз основа на рейтинг? Да, врз база на анализите. ЗНАМ не е влезена во оваа владина коалиција поради условувања со било какви места. Дури ние на нашиот партнер во еден момент му дадоме каробланш, но се бараше од нас да поднесеме и ние одговорност со директно вклучување во власта и во одредени ресори и раководење. Така беше и овој пат, но како и да е, ние сме сконцентрирани токму на советничките листи и на нашите кандидати во овие две општини. Не е разочарување за една млада, нова политичка партија да имате 2 кандидати и тоа во најголемата општина во државата и дополнително во најважната или централната општина во главниот град на државата во Скопје, тоа е општина Центар. Да, оваа политичка констелација сега се работи за 2 општини кои се важни и имаат одредена символика. Тие се претежно упориште на СДСМ во минатото биле Куманово. Во Куманово никогаш не победил градоначалник на ВМРО ДПМН и сега постојат некои анализи и предвидувања дека исходот од овие општини може понатаму да има реперкусии, ајде да речеме, и врз учеството на ЗНАМ во централната власт. Имате ли такви вие анализи? Значи, што доколку не ги освоите, еве Центар, Куманово може би сте по самоуверен, но доколку освоите само една општина? Видите, првично се користи тој вокабулар бастиони на одредени политички партии, такво нешто не постои. Бидејќи ако следите што се случува во континуитет во државата, нема такви места. Граѓаните многу често го менуваат своето мислење и знаат да гласаат против, а не за, и дополнително диаметрално спротивно од
претходните подршки. Во овој случај мислам дека го споменавте СДСМ. Ова раководство на СДСМ веќе мислам дека нема бастион ни на Бихачка. И по овие избори ќе има сериозен проблем. Но како и да е, тоа е нивна работа. Тие ќе ги изгубат убедливо изборите во цела држава. Знам ќе биде победник на овие избори. Сето она што ќе го освоиме за нас ќе биде дополнителна обврска кон граѓаните да работиме. Дополнително повеќе и на локално ниво, бидејќи претходно ја баравме поддршката на парламентарни избори и во рамки на парламентарното мнозинство имаме активна парламентарна група, а со добивање на поддршка и во локалните совети, и во локалните самоуправи, и во самите кандидати за градоначалници, ќе имаме можност да имплементираме делумно, таму кај што учествуваме во совети од нашите програми, а во целост таму каде што ќе имаме избрани своји градоначалници. Јас верувам и повеќе од убеден сум дека знам ќе победи Иво Куманово и господинот Миро Лабудовиќ ќе биде апсолутно фаворит и победник во општина Центар, без разлика што се шпекулира во јавноста дека наводно на анкетите води актуелниот градоначалник. Нормално или дека добро стои на анкетите. Од позиција на градоначалник секогаш имате предност во однос на останатите, но тоа се занемарливи предности и ништо не е недостижно. Сметам дека убедливо ќе победиме со поддршка на нашите коалицијски партнери и во општина Центар. Добро, има и други анализи кои што така се на некој начин можеби и зајарливи во тој поглед, велат дека вие намерно сте инсистирале да бидете градоначалник, кандидат за градоначалник на Куманово, бидејќи таа позиција вие на некој начин обезбедена и според анкети и според се, па што и да се случи во другите општини, барем вие сте обезбедени. Не, нема такво нешто и нема загарантирано ништо во политиката. Во политиката треба да се изборите за нешто. Единствено што ви гарантира нешто во политиката, тоа е резултатот. И тоа е ова. Значи 300 страни, имплементирани проекти во период на 8 годишно менаџирање со општината, трансформација на една општина од најголем загубар во општина која што е финансиски најстабилна дефинитивно во овој момент во рамки на сите единици на локална самоуправа од финансиски аспект и дополнително реализирани над 800 проекти. Од мали улички па се до капитални инвестиции, како што е пример реконструкција на една спортска сала, реконструкција на една соколана, 2 градски парка, дополнително многу други улици, патишта, или конкретно да ви кажам 27.000 метри атмосферска канализација и фекална, 9.800 метри водоводна мрежа, 348.000 метри квадратни нови асфалтирани површини, реконструирани улици, 27.000 метри квадратни тротоари, 91.000 метри квадратни поставени бекатон, 340.000 метри квадратни тампонирање на улица, 280 проекти и активности во образованието, 16 реконструирани основни и средни училишта од вкупно 26 во градот, 7.250.000 метри кубни газ испорачан во домаќинство, рекордер во Македонија. Бидејќи друг тоа го нема во државата, ние го направивме. 26.500 засадени нови садници, 5.000 метри 5.000 пакети поделени во ковид кризата, значи 150 расчистени диви депони, 220 и повеќе поддржани културни манифестации и настани и директна финансиска помош над 50 спортски клубови и рекордер во поддршка на училишниот спорт со над 2 милиони денари. Нема таква општина која што го прави тоа, можеби една. Добро, вие тоа е резултатот и тоа ви го обезбедува тоа чувство, да се чувствувате во ситуација дека сте супериорен, тоест дека сте фаворит на овие избори, а граѓаните тоа го препознаваат на крајот на 19-ти. Ние тоа ќе го видиме. А сето тоа е сместено тука. Добро, но еве сега зборуваме за централно ниво, кога ги гледаме анкетите, гледаме намалување на процентите на знам. Гледаме можеби некакво флуктуирање на други, но барем последните анкети што ги видов, гледам известно намалување, например, во поглед на парламентарните избори, да речем. Нема намалување, зависно кои анкети и кои методологии гледате. Знаме константен со поддршка и тоа ќе се потврди. Единствено можеби ќе недостасуваат оние гласови од оние општини каде што во овој момент
Немавме општински организации, бидејќи имате 81 општина, ние имаме кандидати само во 53. Во останатите луѓето нема да имаат можност да гласаат на знам како што има можност да гласаат на парламентарните избори. И за мене, и како председателски кандидат, и за знам. Нема отстапување, но блиску е 19, па ќе видиме и ќе анализираме. Како и да е, знам на овие локални избори тргнува од нула. Јас не сум градоначалник на знам. Јас сум градоначалник на концептот за наше Куманово, граѓанска иницијатива. Знам се роди подоцна. Знам тргнува од нула, па ќе видиме до каде ќе стигне. Да, интересен е повикот на председателот на СДСМ, господинот Филипч, каде што тој директно ги повика гласачите на знам, како што тој каже да се вратат дома во својата матична партија. Мислите ли дека тој повик ќе има ефект врз вашите гласачи? Знаете, да биде сарказмот уште поголем, не само што ги повикаа јавно. Туку им се јавуваат на телефон и им викаат: вратете се назад, простено вие се. Наместо да се јават и да кажат: си извинуваме, погрешивме, повелете, вратете се назад. Тоа е проблемот кај ова раководство и кај претходното раководство, а ништо не очекувам и од идното, видиш, дефинитивно ќе има идно раководство, само ќе останат генерали без војска, што секогаш го бараат проблемот кај другите. Видите, тие како раководство на СДСМ се оптеретени во овој момент и целата кампања насочуваат кон знам, не кон ВМРО ДПМН. Значи, една државотворна своевремено партија стигна на такво ниво да се занимава со помали политички партии, а не со главниот политички актер на политичката сцена. И во ред, ако тоа е нивниот концепт, ние сме тука, ќе се соочиме, еве јавно го повикувам да излезе на дебата, да ги соочиме фактите и аргументите, штом сакаат да се занимаваат со знам. Претходно следеше една црна кампања, безобразна кампања кон мене во континуитет за наводни злоупотреби и така натаму, што не постои. На крајот на денот, еве го денеска го гледам, доаѓа во Куманово, излегува на пресконференција на градскиот пазар и се занимава не само со локални политики, јавно лаже и шпекулира во градот. И ќе ги разочараме веднаш по овие избори. Дали ќе се свестат или не, тоа е нивна работа. За мене, тие се веќе завршена работа веќе одамна. Нашиот пат е јасен, знаме нова политичка сила, која што се раѓа, се крева во државата, ќе обстанеме и ќе продолжиме со нашите политики. Да, кога зборуваме за централно ниво, за власта, една работа е таа која потврди и премиерот Мицкоски дека после локалните избори ќе има реконструкција на влада. Дали ви имате информација околу тоа, дали сте разговарале со премиерот околу таа реконструкција, дали во таа реконструкција ќе бидат зафатени и вашите кадри, дали сте разговарале за конкретни места, имиња? Имам разговарано, не во детали, имам такви најави, но како и да е, веднаш по изборите, тој процес и таа постапка ќе се отвори и ќе поразговараме конкретно, со конкретни објаснувања и образложења. Тоа е полно право на премиерот и доколку истиот сака реконструкција, а исто може истата да биде побарана и од коалиционите партнери. Но тоа ќе го видиме веднаш по локалните избори и што ќе се случува. Добро, вашите кадри кои учествуваат во централната власт, Филков и Минчев, еве, дали очекувате тие да бидат сменети? Дали ви се дадени некакви понуди? Дали имате преговори? Нема такви разговори, нити преговори во дел на било каква смена на било кој министер. Но видите, никој не е вечен. Ние сме тука, подготвени сме да разговараме и ќе видиме. Нашите министри во владата имаат сериозни резултати. Дел од нив се видливи и се чувствуваат. Како? Особено во ресорот на јавна и државна администрација, што се однесува до правда, таму се отворени многу процеси и во моментов се на стендбај директно во владата и зависат директно и од одлуката и на самиот мандатар. Значи, задоволни сте од работата на вашите министри во владата? Која е перцепцијата? Мислам дека секогаш сите можеме повеќе, и јас како градоначалник и тие како министри, но со оглед на фактот со што беа затечени во моментот кога стапија на функциите, секако дека се работеше многу. Сега, некој од нив е повеќе присутен во јавноста, некој помалку. Тоа е веќе индивидуална перцепција. Да, постојат и други исто така неофицијални информации. Тоа е дека се уште постои известен отпор во структурите на владеачката ВМРО ДПМН кон знам, како луѓе кои пред се произлегуваат од СДСМ. На некој начин ве сметаат, ајде да речеме, како едно политичко страно тело во таа коалиција. Потребно е, дали го чувствувате тоа? Дали потребно тоа е време, првенствено ние не сме десничари.
ние сме центар лева партија. Се уште ја немаме дефинирано во целост нашата идеологија и каде тоа ќе се приклучиме во меѓународниот политички свет, бидејќи сметаме дека е потребно време да созрееме како партија, па дури тогаш да донесеме на некој од следните конгреси таква одлука. Од друга страна, да, има голем број на членови кои што биле членови на СДСМ, меѓу кои сум јас и конкретно луѓе од лидерството, раководството, не во целост. Има голем број на луѓе кои што прв пат влегуваат во политика, по примерот на еден бивш началник на генерал-штаб Горанчо Костевски, бивш, значи, новинари и граѓански активисти, на пример нашиот носител на листа за општина Центар Мишко Барзов, кој што никогаш не бил член на политичка партија, или спортските легенди како Симич, Чековски, кои што се исто така носители во Ѓорче Петров, во општина Бутел и уште многу други имиња кои што никогаш не биле вклучени во светот на политиката. И не би окарактеризирал дека се само членови на СДСМ, но има и голем број на членови, а бројот на луѓе кои што доаѓаат или аплицираат за членство во знаме огромен и не престанал од изборите, особено на АМО. И мислам дека тоа е стравот кај ВМРО ДПМН и кај нашиот партнер, дека тие одредени луѓе ќе се обидат, особено поединци, кои што имаат направено грешки во системот и кон законот, преку знам да побараат одредена амнестија и за такво место нема во знам. Добро, во поглед на функционирањето на знам, постои исто така една друга перцепција која, ајде, не би ја нарекол можеби албанофобија, но сепак и за вас и во поглед на вашите изјави кога се зборува за национални прашања, па еве и ова околу законот за Бадентер во јавна администрација, исто така на некој начин така се перцепира. Вас смета така за некако, ајде да речеме, не толку благонаклони кога се зборува за правата на албанците? Не е точно тоа. А доказ за тоа е првенствено баш овој документ. Еве, ќе ви го подарам сега. Овде ги имате сите проекти реализирани во општина Куманово, каде што од 800 и повеќе проекти, барем повеќе од 1/3 се реализирани во делови на градот кај што живеат етнички албанци или во мешана етничка средина. И дополнително, во рамки на мојот мандат е решено најгорливото или се решава најгорливото прашање за моите сограѓани албанци, а тоа се учениците во средно општинско училиште Сами Фрашери, каде што градиме за прв пат ново средно училиште за учениците од гимназија Сами Фрашери и паралелките на албански наставен јазик од техничко училиште Наце Будјони. Едно е обвинувањата, таков наратив се налепи во минатите избори, кога бев независен кандидат, каде што луѓето од ДУИ и заедно подпомогнати со структурите од СДСМ се обвинуваа да ме направат во јавноста националисти. Ја не сум националист, јас сум космополит по убедување. Не ги делам своите граѓани на албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци, македонци и сите останати 11 етнички заедници, дури ги почитувам и бугарите, кои што ги има на попис во Куманово 360, но при тоа сум патриот. И оној кој што не го почитува моето државно знаме, државните обележја, го множам со 0. Затоа што не можете да бидете граѓани на оваа држава, да не ги почитувате државните одбележија и символи. Затоа во целост ги почитувам сите државни, сите етнички одбележија на сите етнички заедници. А што се однесува до албанофобијата, тоа е наметнат збор, многу, особено од светот на политиката, кои што доаѓаат од моноетничките партии и се плашат од фактот дека Максим успеа на локални избори да обедини голем број на граѓани кои што доаѓа од различни етнички следини, па им навлегуваше во нивниот етнички електорат и мора да има такви обвинувања. Прашајте ги граѓаните во населба Тоде Мендол, кај што сега се гради инфраструктура, граѓаните кои што живеат во непосредна близина на градскиот парк или кај што се пробија улици, кај што се градеа тротоари и други места, дали Максим некогаш ги ставил во втор план? И ќе ви кажам еден конкретен пример, може би и дечкото ме гледа сега, ова ќе ви го подарам на вас, чисто да се информирате како новинар, што има работено во општина Куманово. Вработи едно момче кое што беше во тешка финансиска состојба, родител
оженет, 3 деца во градска пожарна. На последните избори беше против мене. Нема да му го споменувам името. Отворено работеше против мене, албанец. Заврши изборите, момчето уште си работи таму. По завршување на изборите ја направи една од улиците во делот кај што тој живее, сериозен офат. Ми напиша порака: почитувам градоначалник, вие изградивте оваа улица. На оваа улица вие добивте 0 гласови, вашиот против кандидат тогашен Оливер Илиевски 600. Но вие повторно ја направивте. Ова многу кажува за вас, но многу кажува и за мене. Му напишав само порака назад, фали мендери шум и толку беше. Денеска тоа момче ми се јави и ми рече дека на овие избори ќе направи се за да ми помогне повторно да станам градоначалник, бидејќи сватил кој е градоначалникот на Куманово. Јас сум првиот градоначалник кој што на градскиот плоштад, покрај македонски, српски и други групи, босански и така натаму, изведе на денот на градот да пеат и албански групи од типот на Елита 5 и така натаму. И тоа не држи. Но видите, во недостиг на аргументација, мора да се обвинуваме така. Зошто? Затоа што народот пред избори се пали на тоа. И на крајот на краиштата, ако некој го поставува непрописно државното знаме или знаме на туѓа држава во влада, а јас сум дел од владата, јас мора да реагирам и тоа секогаш ќе го правам. Јас ветив на граѓаните дека заедно со моите сопартици, кои што учествуваат активно во работењето и на владата, и на парламентот, ќе бидеме коректор на власта. Ние имаме договор за соработка, тоест договор за подршка на владина програма склучено со ВМРО ДПМН. И ние тоа ќе го почитуваме. Да, но знаете како, тие работи, еве, ова сега што го кажавте во однос на знамето во владата, претходно што кажавте дека тие кои не го почитуваат знамето ги множите со 0, само по себе кога ќе размислите не е ништо лошо не кажувате, но можеби сте малку преотворен или повеќе искрен од страна на некои луѓе кои исто така можеби тоа го мислат, но не го кажуваат вака директно. И сега кога така го кажувате, тоа потоа ја создава перцепцијата, дали е правилно или не е друго, но сепак мислам дека тоа ви го покажувате анкетите дека вие имате проблем со албанските гласови во Куманово. Видете, господин Ридвановиќ, јас сум непосреден или многу граѓани ми имаат кажано неконвенционален политичар. Тоа што го мислам, го кажувам јавно. Одговарам на секое новинарско прашање отворено, не порачувам новинарски интервјуа, не барам од вас новинарите пред да дојдам во студио претходно подготвени прашања и за мене не постои неизгодно прашање и секое прашање заслужува одговор, вклучувајќи го и ова вашето. Бројките во однос на мене и поддршката кај албанскиот електорат на претходните избори, 3 месеци пред избори беа други. Се водеше една црна кампања, еден атак врз мене, кој што не престана до ден денеска. И на крајот на денот, ајде да ги почекаме овие избори, па да го видиме резултатот. Значи, јас како градоначалник во ниту еден момент не ги поделив во делот на инвестициите моите граѓани. Заедно на локално ниво во последните 4 години со моите коалицијски партнери на локално ниво од албанскиот блок од Влен реализиравме 78 проекти во градот, во делови на градот каде што живее етничко албанско население или мешан етнички состав. На крајот на денот тоа е најбитно. А што се однесува до државните ставови, јас се држам само до уставот и до законот. До рамковниот договор кој што го почитувам во целост и до сите атрибути и придобивки од сите пишани правни професи и кои што се насила во државата. Да, добро, пред самиот крај за едно прашање за кој исто така бевте доста гласни, тоа е се односите со соседна Бугарија и тука веќе имаме една ефективна блокада. Некако доколку едно време се зборуваше и на владено ниво во поглед на тоа прашање, сега некако не се спомнува многу. Премиерот кажа дека после нова година ќе се интензивираат работите, што и да значи тоа, но видете како, сега ние ги знаеме позициите, сме ги слушнале премногу пати од страна на премиерот, дека ние не сакаме да бидеме понижени, нели, бугарите од таа страна велат, ти имате преговарачка рамка,
Тоа е тоа, но ние сме ефективно блокирани. Гледаме дека соседите одат напред, Албанија една веќе почна преговори, ние остануваме само заглавени и не гледаме излез од тоа прашање. Па се сеќавате на декларацијата што ја понуди знам пред известно време, па беше отфрлена, а потоа гледаме една нова идеја за нешто слично од страна на господинот Филипче, кој што всушност е едно кукавичје јајчеце. Така солидно спакувано, според мене може би пишувано и во Софија, бидејќи сето онаа што е содржано таму, барем во добар дел ја осликува резолуцијата на бугарското собрание, не нашиот интерес да го заштитиме. И по дефолт такво нешто не може да помине во државата. Ние имавме конкретни предлози и дававме конкретни предлози. Сакаме да бидеме членови на Европска Унија, но од друга страна никогаш нема да дозволиме како политички субјект кој што е партиципент во собранието да се произнесеме за нешто што нас ќе не негира како македонски народ, како македонски јазик, како континуитет, собствена култура, идентитет, историја. Да, но го знаеме... Сето тоа што задира во тоа е неприфатливо за нас. Го знаеме дали тоа, другите ќе одат напред? Го знаеме, но што е излезот од Кюрсокакот? Ова го дали знаеме. Дали другите ќе одат напред или не? Ние првично ја бараме формулата како сами да тргнеме напред. А секоја помош од страна ни е добре дојдена. И ова влада е сконцентрирана на стратешки проекти и на стратешки развој на државата. И веќе работите се враќаат на позитивна нула и се воспоставува, тргнаме да воспоставуваме одреден систем. Видете, едно Куманово, ќе ви кажам, во последните 4 години, особено интензивно последните 2, има над 200 милиони евра странски и домашни инвестиции. Значи, 1800 вработувања само во Дрекслер Мајер. Дополнително со Лидл 300 нови вработувања. Армос Плюс, грчка компанија, повеќе од 10 милиони евра. Неколку домашни компании, повеќе од 20 милиони евра. Значи, се движиме, а не сме членки на Европска Унија, но вратата треба да ја подотвориме, администрацијата да се ја притегнеме и да дадеме уште поголема можност. Моје Куманово, градот од кај што доаѓам, јас ве уверувам дека за 10 години може да се трансформира во еден од главните економски центри не само во југоисточна Европа, туку претежно на Балканот, со вкрстување на коридорот 8 и 10. Куманово ќе стане главниот логистички центар во овој регион. Господине Димитриевски, ајде вака, 3 децении слушаме ова дека можеме сами, дека треба сами, дека во ред Европската Унија, но гледаме до кај што каде стигнавме сами, значи не можеме пожари да изгасиме се уште после 3 децении постоење на држава. Не зборувам за Куманово, зборувам за целата држава. И сега вие велите отприлика, па нека е Европската Унија тоа тамо, ние сами ќе се тераме. Отприлика тоа во превод за граѓаните би значило тоа ви е тоа што го имате, тоа и ќе остане. Не е така. Првично, пожарите ги гасевме успешно во рамки на можностите, но една Грција е членка на Европска Унија, гореше цело лето. Значи, пожарите се елементарна непогода која што не може лесно да се контролира. И да ги земеме земјите и државите окружување. Бугарија го имаше како членка на Европска Унија истиот проблем. Дури во одредени моменти ние помагавме на одредени држави. Не видовме токсични депонии да гонат во центри на тие градови. Нешто друго. Ние сами си ги создаваме токсичните депонии. Све сме создале сами, тоа е поентата. Видите, депонијата во Куманово, која што ние за прв пат не се опожарува во континуитет неколку години, е создавана 70 години наназад. Како што и спортска сала во Куманово е уништувана 50 години и велат Максим ја прави 4 години. Они уништуваат 50 години и јас ја направив за 4 години. Токму тоа ми е прашањето, вие велите можете сами. Ете како можеме сами. Не, јас велам дека ние треба да се ослониме самите на себе си, да ги бараме поддршките од нашите реални стратешки партнери. А не е лицемерно да се зборува за отворена понуда, да се влезе и да се измени принципот на одлука во Европска Унија, при тоа да се покани една Украина или евентуално Молдавија за полноправно членство во Европска Унија, а Македонија да се врти како рингишпил на кружен ток во континуитет повеќе од 20 години. Мислам и нашите европски партнери треба да сватат
дека ние сме македонци, родени во Европа, југоисточна Европа, не само на Западен Балкан. И ние сме европејци како и нив. И не може да дозволиме еден билатерален проблем да биде решаван поради лоша одлука на претходната влада, која што не заглави во едносмерна насока да решаваме на мултилатерален начин во преговори со Европска Но унија. видите од Европа што ви велат. Имате преговарачка рамка, тоа е, нема за што да преговараме. Ние ќе си велат едно, ние ќе си го држиме нашето. Токму така. Нам ни е потребно национално единство токму поради тоа. Да бидеме единствени, да бидеме цврсти во тие преговори и да продолжиме да ја развиваме државата. Значи, Македонија немаше коридор 8. Еве го доаѓа. Македонија ќе развива коридор 10. Значи во превод дополнително инвестиција во брза пруга. Во превод за На граѓаните- тој начин Македонија е составен дел на во Европа. превод за граѓаните останувате заглавени со нас понатаму. Тоа е. Не. Во превод на граѓаните, една Швајцарија не е членка на Европска унија, ама функционира одлично. Ние се споредуваме со Зошто? Затоа што посакам да се споредувам со најдобрите, не сакам Па со и најлошите. јас сакам, но Да се споредувам. Значи, една Швајцарија е во Европска унија, но функционира одлично затоа што изградила систем на вредности, затоа што успеала тоа што го поседува како природен ресурс да го капитализира, да го опплоди, да го зголеми GDP-то, полупроизвод во производ, репроматеријалот во полупроизвод, да го извезува, да прави екстра пари, екстра добивки и на крајот на денот Македонија треба да го наплати еднаш за секогаш својот транзит. И геостратешката точка која што во моментов ја има и улога во геополитиката. Добро, не Дали истече ќе времето? успееме или не, тоа зависи од умешноста на нашата влада во која што партиципираме ние. да. Добро, ви благодарам за овој учество. Ми беше чест, ви благодарам и на вас. Да, ова беше Максим Димитриевски, председател на ЗНАМ, кандидат за градоначалник на Куманово. Следевте Аргумент Плюс, почитувани. Ви благодариме на вниманието, останете со програмата на Телевизија 24.